И за нас слободно на македонском, Може па ќе... негласко причати, ми ćemo Да, превести. ако лично не ме сваќате, да, си го тука. Па, ја верувам да разумеемо, Да. ако се ти осеќаш опуштение, Да, ти да. бире јес. Добро, да. И па, мене повеќе одговара на македонски да зборувам, Да. Супер. ќе зборувам убаво, пошто обично брзо зборува. Дури македонци не ме сваќаат, али не брзка. Па вака, јас што ми можам да кажам, бидејќи повеќето работи ги кажа веќе Марија, исто така и Наташа, и со тоа што сите започнавме да работиме некако интуитивно со тематика, нели фокус на фолклорни мотиви на мачева, но исто така и на со голем фокус пренасочен на жената како појава, низ историјата и сето тоа. Мене беше интересно да секако размислував и за машкиот аспект, бидејќи не е само, според мене не е само жената која што е напатена во социолошкиот контекст, туку исто така и мажот. Пошто од него цело време се очекува да биде некој силен, цврст човек кој што не може ништо да го допре, дека не смее да плаче, дека не смее да искаже одредени емоции или чувства. И исто и таа тематика која што вреди се разработува и да се става во овој контекст, но поред тоа што мислам дека и ни самата историја на уметност мажот доволно имал акцент на него, фокусот бил пренасочен на него, си реков овој пат е окей да се пренасочам и на жената, фигурата жена од мачот. И мене идејата што ми беше уствари со моите дела е да создадам некаков тип на фиктивен наратив, каде што се опишува уствари нејзиниот живот во тоа време. Но во еден современ контекст, во смисла, кај сите цртежи може да се прочита и пола е на српски, пола е на македонски, може да се прочитаат уствари феминистички пораки за самата жена. Каде што уствари нејзиното царство, тоа царство... Ова се современи куларици. Да. Баш така. И тоа ми беше идејата уствари да премислам таа порака, бидејќи иако сега живееме во друго време, тоа што го имам почувствувам на Балканот, ама не е само на Балканот, целиот свет, жената е силно уште под некои стеги, под некои лимитации. Мислам, тоа го гледаме и на работно место, и во домот го гледаме тоа, и со партнерите го гледаме тоа. Не е за секој така, али пак е доста доминантно во нашето општество. И идејата ми беше баш ради тоа ги везам сите овие пораки, дури визуелни пораки, не се само пишани, за да може да се размисли општо за нашата слобода, дека не треба само да не говориме спрема нас, туку и спрема нашите ќерки, внуки, сите генерации кои што доаѓаат, не мора да се во наше крвно сродство, туку тие може да бидат и наши пријатели, дури непознаници. Така да тоа ми беше идејата да остане како некој потсетник како бори се за тоа, со тоа што секако ги користам тие символики на фолклорот. И ми беше како интересна нека слука и истражување во само тоа што го работам. Така да Сјајно. Све сте разумели и свиѓа нам се таа порука која значи не статично, но тоа е за наши ќери. баш така. Hvala puno, hoćemo nešto kratko da